Македонија го подобри кредитниот рейтинг, економијата бавно се здравува од политичката криза. Инвестиции речи се и да нема. Се најавува план за економски раст. Додека компаниите го чекаат планот за раст на домашната економија, мака мачат и молат за квалификувана работна сила. Во Агенцијата за вработување има високи 22% невработени. Каде грешиме? Кои треба да бидат приоритетите на владата за да се поттикне извозот и создавањето производи со додадена вредност? За ова вечерва разговараме со госпоѓата Татјана Марковска, специјалист за економски развој во канцеларијата на USAID Македонија, господинот Љубомир Димовски, раководител на проектот Партнерство за подобра бизнис регулатива, и господинот Делило Нисени, извршен директор во Стопанската комора на Северозападна Македонија. Добро вечер, добре дојдовте во емисијата Економски магазин. Добро вечер. За почеток, госпоѓо Марковска, каде беше домашната економија пред 25 години, каде сме сега и дали ги научивме лекциите кои ни беа во минатото предизвик? USAID како поддржувач на растот на македонската економија работи тука веќе 25 години. Кога започнавме со работа, тоа беше периодот на транзиција, за прв пат се среќававме со поимите на пазарна економија, незините концепти, се појавија првите предприемачи на домашниот пазар. Сега 25 години подоцна има постигнат огромен напредок, меѓутоа се уште има бројни проблеми кои што треба да се адресираат. Нашиот пристап во работењето се базира на 3 столба, а тоа е како да ја подобриме конкурентноста на македонските производи и услуги, како да ја подобриме бизнис климата во кој што предпријатијата функционираат и како да им овозможиме пристап до финансии преку постоечките финансиски и нефинансиски институции во Македонија. Господине Исени, вие доаѓате од реалниот сектор, каква е во моментов состојбата со домашната економија? Ekonomia e vendit pas krizës së gjatë politike që ka plej vendin është në një fazë të stabilizimit. Kriza politike që kaloi në të kaluarën dha një perspektivë më pozitive për ekonominë e vendit në përgjithësi. Mirpo ajo çka ju duhet bizneseve të vogla dhe të mesme sot është qartësimi i perspektivës ekonomike të vendit. Do të thotë ku vendi do të lëvizë në të ardhmen në aspekt ekonomik. Kjo nuk mund të dihet pa mos se prunë një strategji të përgjithshme ekonomike e cila do të jep kahjen se si do të zhvillohet vendi në 4 vitet e ardhshme me një rritje prej 4% të prodhimit bruto vendor. Kjo nuk mund të realizohet pa mos pasur një analizë më të thellë se cilat do të jenë prioritetet e ekonomisë së vendit. Do të shkohet me konceptin e spikatjes së përparësive komparative që kemi si ekonomia, apo do të shkohet në diversifikimin e tregtisë. E gjithë kjo nuk mund të arrihet vetëm nga ana e qeverisë, duhet një përfshirje më e madhe e biznesit, akademisë dhe gjithë stakeholderëve të rëndësishëm në vend që të bëjnë një analizë më të thellë. E gjithë kjo nuk mund të arrihet nëse nuk kemi regjistrimin e popullatës dhe ambistrive, pasi që kemi kaluar gjikun 17 vite që në vend nuk kemi regjistrim. Biznesit i duhet kthimi i besimit e institucionet publike, ndryshimi i mentalitetit selektiv, biznesit i duhet shteti së drejtës, që është një prej aspekteve që zbatojmë me këtë projekt. Biznesit i duhet mënyra alternative e finansimit e kështu me radhë. Така. Работната сила е генерално проблем во текот на сиот овој период. Во моментов имаме голема невработеност. Каде би требало да се насочиме? Се насочуваме ли на прави патишта со новите реформи кои се најавуваат и во образованието, околу дуалното образование? Што ни е потребно, господја Марковска, со оглед на тоа дека ги имате, можеби, и искуствата од странство, но ги имате и проблемите кои се кај нас? И дали ние имаме капацитет да примениме едно такво дуално образование? Значи, апсолутно сте во право дека во моментот и покрај големата невработеност, приватниот сектор се среќава со недостаток на квалификувана работна сила. И тука мислам на два аспекти. Од една страна е стручноста, техничките познавања, од друга страна се меките вештини кои што се се повеќе на цена при вработувањето особено на младиот кадар. Тука подразбираме можности за комуникација, соработка, критичко размислување, решавање на проблеми и слично.
Сите овие недостатоци произлегуваат од начинот на кој што е во моментот поставен образовниот систем во државата и за негово подобро прилагодување до потребите на приватниот сектор сметаме дека приватниот сектор мора активно да биде вклучен во самиот образовен процес. Ние пред многу години соработувавме со неколку фирми кои што беа заинтересирани да помогнат во тој дел. Конкретно тука би спомнала пример каде што во Дебар соработувавме со фабриката КНАУФ, која што имаше потреба од луѓе со завршено средно стручно образование што знаат да ги употребуваат материјалите што се произведува во фабриката. И тука заедно фабриката со средното стручно училиште состави соодветна наставна програма што понатаму учениците ја изучуваа. И тоа не е една успешна приказна што сега би требало понатака да се реплицира. Друг голема недостаток е практичното искуство. Децата што ги завршуваат било средното, било високото образование имаат големи познавања, меѓутоа тие се теоретски познавања кои што не се лесно апликабилни во секојдневна работна околина. Токму затоа, на барање на приватниот сектор, сега баш разгледуваме можности за проширување на праксата, односно студентите, и не само студентите, туку и на вработените кои што излегле од образовниот процес, а се уште немаат најдена работа поради тоа што немаат практично искуство, да можат да посетуваат пракса од одреден ограничен временски период со кој што ќе се зголеми нивната вработливост. Така, со оглед на тоа дека во државава не постои закон за практиканство, во моментов имаше некои обиди да се направи. Кои се недостатоците околу практиканството, господине Димовски? Сега практиканство може да посетуваат, односно практиканти може да бидат само оние кои се уште се во ученичките клупи, без оглед дали станува збор на оние во средното или во високото образование, но оние кои ќе излезат од образовниот процес имаат проблем околу практиканството, поточно не токму тие, но работодавците, затоа што немаат услови како да се правдаат пред трудовиот инспекторат, пред надлежните институции доколку дојдат во увид. Така. Значи имаме два аспекти тука што може да земеме во предвид. Првиот е практиканството како дел од образовниот процес е регулирано делумно со Законот за високо образование и тоа се практикува. Значи све повеќе и повеќе факултетите инсистираат и го спроведуваат практиканството како дел од нивниот регуларен образовен процес. Проблемот настанува во делот на бизнес заедницата, каде што самите деловни субјекти моментално не смеат да примаат практиканти на практична работа. И тој проблем е најмногу заради тоа што тоа не е регулирано со закон. Значи ние во изминатиот период, поддржани од USAID, во рамките на овој проект за подобрување бизнес регулатива, кој што се спроведува во партнерство со 4 комори за прв пат. Стопанската комора на Македонија, Сојузот на стопански комори, МАСИТ и Стопанската комора на Северозападна Македонија, се организираше процес, се подпиша меморандум за соработка со Министерството за труд и социјална политика за изработка на работна верзија на Законот за практиканство. Значи, како дел од тој процес се изработија неколку анкети, се спроведува доста интервјуа со релевантни државни институции. Може би интересно е да споменам некои од првичните резултати што произлегоа од овие истражувања. Да кажеме, ние направивме анкети со повеќе од 500 студенти во завршните години од студии на техничките факултети, финки, фејт, машински, на земјоделски, направени на економски факултет. Според овие резултати, мислам ја главните резултати би сакал да ги прочитам, значи 93% од интервјуираните студенти сметаат дека практичната работа може да им помогне за полесно вработување. 80% смета дека практичната работа може да помогне во насока на градење дополнително на самата кариера, заради тоа што самиот факултет не секогаш ја одредува и правецот во кој што сакаат студентите да се движат. Понатаму, на прашањето дали по завршувањето на практичната работа сметате дека сте се стекнале со вештини кои што ве прави поконкурентни на пазарот, 74% одговориле да. Ова се само некои од
резултатите кои што произлегува со анкетите со студентите, што мислам дека многу повеќе од очигледно го потврдуваат фактот дека практичната работа е многу битен елемент во процесот на едукација на самите млади луѓе, али и во процесот на нивното вработување. Ги прави повработливи. Би сакал уште една анкета, ако ми дозволите многу кратко да прочитам. Значи, ние во соработка со Агенцијата за вработување направивме анкетирање на 300 лица кои што помина оние мерките за практична работа, околу 3000 лица во последните 3 години. Од овие бројки, значи на прашањето, најголем дел од нив практиканството го сваќаат како дел кој што придонесува за нивно полесно вработување. Значи стекнување на вештини што на нив ќе им помогне во наоѓање на работа, што е малце различно кај студентите. Дали сметате дека практичната работа може да ви помогне во полесно вработување? 95% одговориле да. 94% рекле дека по завршувањето на практичната работа вештините им помогнале да дојдат до вработување. Повеќе од пола од нив, од овие луѓе кои што ги поминале овие мерки, се стекнале со вработување. Значи, тоа се све податоци кои што потврдуваат дека практичната работа мора да се подржи. Значи, ние во овој момент спроведуваме низа на дискусии со бизнес заедницата во соработка со коморите. Вчера бевме во Битола, пред недела дена истата работилница беше одржана во Скопје, и од сите чинители, и од представниците од високообразовните институции, и од представниците на бизнес заедницата, беше потврдено дека практиканството треба да се подржи, да се регулира и да се допушти да се спроведува. Так. Со оглед на тоа дека бизнес секторот се соочува со недостиг на кадар, во кој дел треба да се насочиме за да добиеме пред се квалитетен кадар, но и квалитетни практиканти, односно кои се инструментите кои ни се потребни за да немаме проблеми со трудовиот инспекторат, со надлежните институции, со решавањето на тоа како да ги мотивираме и колку од тие кои сега доаѓаат на пракса реално може да дадат квалитетен одговор во понатамошното вработување. Проблеми me realizimin e punës praktike nga të rinjit në kompanitë ndërlidhet me faktin se me ligjin për marrëdhënie pune, ky aspekt nuk është rregulluar. Gjithsesi ekziston vetëm një dispozit ligjore e cila parashek këtë mundësi. Në praktik, sektori i biznesit has në vështirësi për faktin se puna praktike bëhet të themi në mënyrë pro forma apo vetëm sa përsye faqe, ndërsa realisht të rinjët nuk kanë interes të përfshihen në punën praktike. Pa marrë parasysh se ajo është shumë e rëndësishme për ata, për mundësinë që ata mund të mësojnë aftësi të reja për të përfshirë në biznes. Dhe tani në këtë situatë sikur që është, kemi dy probleme. E para është se praktikantët, edhe pse formalisht sigurojnë një dokument që dëshmon se e kanë bërë punën praktike, nuk i kanë marrë aftësitë e nevojshme për të punësuar dhe nuk janë konkurrentë në tregun e punës. Ndërsa nga ana tjetër, kompanitë vazhdimisht kanë problem me sigurimin e kuadrove adekuate. Unë sërish do kthehem në atë strategjinë shtetërore që duhet të ndërmerr vendi, do të thotë duhet bëhet një studim më i thellë mbi atë se çfarë nevoja reale ka biznesi, çfarë nevoja mund të ofrojë ky sistem arsimor që e kemi në vend. Një qasje holistike është e detyrueshme, do të thotë duhet përfshihen edhe biznesi, edhe sektori i arsimit, edhe akademia. Duke u përfshirë gjithë këto do kemi një pasqyrë më të qartë mbi atë se çka është e nevojshme dhe çka është reale. Има разположение кај моменталната влада за такво нешто, за седнување и отварање на овие клучни проблеми со што војнина би направиле и можеби и преструктурирање на образовниот процес, но и намалување на бројката на невработени? Për fat të keq, Ministria e Arsimit vite me radhë, mos them dekada, ka dëshmuar se nuk është konzistente me strategjinë për reformat në arsim, dhe për fat të keq, çdo ministër i ri që ka ardhur ka sjellë një reformë të re në arsim dhe asnjëherë nuk është bërë një cost-benefit analizë mbi atë se çka realisht do të arrihet. Derisa ne si vend nuk sigurojmë një konzistencë, atëherë nuk mund të presim që gjërat të përmirësohen. Megjithatë, kjo është një reformë shumë e gjerë që kërkon një përfshirje më të madhe dhe duhet të hapet nga ana e biznesit
dhe nga ana e qeverisë. Tani e kemi ligjin për punë praktike si një light motiv për të hapur një diskutim edhe me përfaqësuesit qeveritar. Така, овде предлагам да го видиме прилогот на колешката Александра Томич, па потоа продолжуваме со дебатата. Над 2/3 од вкупниот извоз во земјава го создаваат поголемите компании, од кои повеќето се странски. Малите и средни предпријатија кои сочинуваат над 90% од вкупниот број фирми и креираат над 60% од бруто домашниот производ, скоро и да не учествуваат во надворешната трговија. Експертите велат дека во иднина, креаторите на економската политика во државата треба да се фокусираат токму на овој проблем. Треба подобро да се користи позицијата која ја има Македонија со извозот на производи без царини во Европа, со тоа што ќе се создадат конкурентни производи од домашни компании. Во корист на ова е и договорот ЦЕФТА, со кој за поголем дел од македонските производи нема царина во земјите од регионот. Една од опциите за зголемување на конкурентноста е заедничкиот настап на македонските компании со тие од регионот. Втора можност е домашните компании да не се фокусираат да произведат или само да продадат финални производи, туку да бидат дел од создавање на извозен производ меѓу повеќе компании. Колку повеќе соработуваат при настапувањето на трети пазари, толку повеќе ќе имаат корист, ќе има корист секоја од нашите земји, односно нивните економски субјекти. Меѓутоа, за жал, тие работи малку тешко се одвиваат. Јас ги спомнав договорите за слободна трговија предходно, кои што навистина постојат, меѓутоа, за жал, не се користат во нивниот полн капацитет. Тие фактички и постојат токму за да може преку таа безцаринска трговија помеѓу земјите во регионот, тие да се обидат што е можно по конкурентни производи заеднички, да создаваат и да ги пласираат на трети пазари. Тошева вели дека по воспоставените царински олеснувања на домашно и на глобално ниво, реформите треба да се насочат кон дополнително олеснување на трговијата. Тешки и долготрајни гранични контроли, бесмислено задржување на стоката, значајно ја отежнуваат извозната постапка. Често земјите знаат овие постапки да ги користат како скриена заштита. Затоа што ако паѓаат и се елиминирани сите царински стапки кои што се определени точно во законот, администрациите, владите на некои земји се обидуваат да го заштитат своето производство токму преку забавување или отежнување некогаш на условите за тргување во овие административни постапки, преку гранични постапки. Токму целта на иницијативите за олеснување на трговијата е да се смали просторот за такви злоупотреби. Инаку во последните години клучен аспект на економската политика на државата беше насочен кон привлекување странски директни инвестиции, најмногу во слободните економски зони. Факт е дека во последниот период извозот од земјава е значајно зголемен, но бидејќи владата им плаќаше на инвеститорите од буџетот, засега нето ефектот од овие вложувања не е точно познат. Сепак, продажбата на македонски производи надвор од земјава е концентрирана во неколку држави, а во структурата најголем придонес имаат производите од странските компании. Да, се враќаме назад со дебатата во економски магазин. Гости се Татјана Марковска, специјалист за економски развој од УСАИД, господинот Љубомир Димовски, раководител на проектот Партнерство за подобра бизнис регулатива, и Дрило Нисени, извршен директор од Северозападна Македонија, Комората на Северозападна Македонија. Видовме и од прилогот кај колешката Томич. Генерално, извозот ни е еден од поголемите болки со кои се соочуваме во минатото и во сегашноста. Најголем дел од компаниите кои извезуваат се сепак оние кои дојдоа од странство, односно странските инвеститори. И сени, кој е вашиот предлог за да може да го зголемиме извозот? Во која насока треба да се подобриме? Днес и ОМВП на базата анализа веќе кеми бër, часи не кеми пак më të ndryshme. Do të thotë ne preferojmë që rritja e eksportit dhe rritja e importit të kontrollohet në një farë mënyre, duke ditur se ekonomia e vendit bazohet kryesisht në importin e produkteve. Ne vlerësojmë se duhet fillimisht gjej mënyra se si këtë nivel të importit ta ulim në Maqedoni dhe në mënyrë paralele të ndikojmë edhe në ngritjen e eksportit. Njerë duhet të plotësojmë nevojat e vendit, mandej të mendojmë për jashtë.
Vlerësojmë se vetëm me produkte bujqësore nuk mund të arrijmë në ndonjë eksport që do ketë ndonjë ndikim të madh makroekonomik në vend. Mirë po ne duhet si vend të shohim mënyra se si të japim produkte që do të kenë vlerë më të shtuar. Para se gjitha vlerësojmë këtu se duhet të sjellim në vend teknologji të reja, know-how që të jemi më konkurrent fillimisht në tregun vendor, por më tej në tregun rajonal, që do të ndërlidhe edhe me eksportin e produkteve. Така, Марковски, Димов, дали и во кој дел треба да се насочиме за да имаме поголем извоз, поконкурентни производи? Има ли некои стапки, чекори кои треба да ги направиме за да може да бидеме конкурентни на пазарите, затоа што веќе светот станува и едно глобално село? Точно така. Тука е главниот момент секоја фирма да се избере, да си осмисли својата извозна стратегија и на кој начин ќе конкурира на странските производи надвор. Односно, дали ќе оди со ниската цена, што искрено сметам дека е помалку продуктивно за државата и за економијата, или пак ќе оди на креирање на производи со висока додадена вредност, или пак што задоволуваат одреден така наречен ниш маркет, односно некој специјализиран дел од пазарот. Ние во изминатите години интензивно работевме со неколку сектори, токму на дефинирање на такви стратегии. Почнавме со текстилот, каде што работевме преку здруженијето, преку текстилниот кластер, каде што ги едуциравме фирмите за тоа дека треба да додадат дополнителни активности на самото лон производство, од делот на набавка на материјалот, до дефинирање на како ќе изгледаат шнитовите според кои што ќе се сече материјалот, пренесување на дизајните, понатака пакувањето, етикетирањето и сите тие дополнителни работи да можат производите што ќе ги направат директно да се пласираат во самите продавници, а не кај увозникот во странство. И на тој начин се додава голема вредност и воедно се ангажира и работна сила на едно повисоко ниво. Значи, тука влегуваат во можност се отварат работни места за дизајнери и специјалисти кои што работат во соодветните компјутерски програми што го поддржуваат тоа и слично. Така да се проширува опсегот на работа на текстилните фабрики и некој од нив навистина убаво се снајдува во тој дел. Сега поконкретно што ќе работиме е поведување на други стандарди што странските купувачи ги бараат, а тоа е значи многу важно да се следи како се менува пазарот, затоа што секоја година се зголемуваат критериумите и условите што се бараат да ги исполнат добавувачите. Така сега нешто на што ќе работиме е воведување на БСЦИ стандардот, значи тоа е стандард кој што гарантира дека сите компании вклучени во домашното производство на производи што се извезуваат надвор ги исполнуваат основните социоекономски барања на купувачот, односно не ги кршат законите во однос на работната сила, животната средина и слично. Освен текстилот, доста работевме и во другите сектори, например во преработувачката на прехранбени производи. Тука доста работевме на тоа како да од суровото овош и зеленчук што се произведува тука, како да стигнеме до производи од типот на ајвари, джемови и слично вина, кои што излегуваат на странските пазари во убаво спакувани амбалажи со соодветни етикети кои што убаво го презентираат производот и многу повеќе зборуваат за производот од тоа што е внатре во самата амбалажа. Така да работиме со преработувачите на прехранбени производи, да посетуваат странски саеми, да гледаат како таму како другите земји настапуваат на тие пазари, да остварат директна соработка со купувачите, например со супермаркетите, и тоа да биде соработка која што ќе се стреми да биде долгорочна. Не е идејата да се продаде да се направи само една сделка, да се продаде еден шлепер, туку да се направи соработка која што ќе трае со години и која што ќе ги поврати сите инвестиции што се направени во домашното производство. Соработувавме доста и со IT индустријата, која што за среќа многу заживеа во државата. Тука главната конкурентска предност беше покрај знаењата на кадарот во македонските IT фирми и сертификациите што мораат да ги поседуваат за да можат да учествуваат на проекти
надвор од земјата и да развиваат производи што понатака се интересни на странскиот пазар. Работевме во туризмот, што обично некои не ја третираат како извозна гранка, меѓутоа тоа е извозна гранка затоа што носи странски туристи. И тука се фокусиравме баш на тој момент на ниш пазар. Значи, наместо да го промовираме масовниот туризам, каде што луѓе би се сместиле во хотел и после неколку дена би се заминале, ние се фокусираме на авантуристичкиот туризам, каде што луѓето покрај сместувањето ќе потрошат свој пари и на јадења, на гурмански јадења кои што се типични за Македонија, традиционални. Би прошетале, би по планините, би се вклучиле во некои спортски активности, како например параглайдерство, јавање коњи и слично. И сите тие работи понатака ја криваат сериозно цената на производот што на Македонија како дестинација. Ние организиравме еден саем на кој што тука во Македонија пред 2 години во Охрид, каде што донесовме над 20 на реномирани странски продавачи, туроператори, кои што се запознаа со домашните понудувачи на туристички аранжмани и услуги. И дел од нив успеа веќе да донесат во Македонија странски туристи кои што плаќаат над 2000 евра за да поминат една недела тука. Тоа е навистина висока цена за тоа што се нуди и особено е битно затоа што тие пари се распоредуваат по поголем број на добавувачи на услуги, значи не е се сконцентрирано само во хотелот. И во повеќе региони, претпоставувам. И во повеќе региони од Македонија, токму така. И се имаме ли ние капацитет во нашите предпријатија? Марковска спомена нови стандарди кои ќе бараат запазување пред се на работната сила, законите во животната средина. Ќе биде ли тоа дополнителен товар на стопанството? Pa dëshim kompanitë kanë interes që të sjellin teknologji të reja, të implementojnë standarde të ndryshme të cilët do i bëjnë më konkurrent ato në tregun e jashtëm. Mirë po kjo është ndërlidhur me produkte që do i japin dhe ajo normalisht suksesi do të arrihet nëse kemi sjelljen e teknologjive të reja. Një aspekt tjetër që është i rëndësishëm këtu është edhe kapitali i freskët, që është shumë i nevojshëm për kompanitë. Mirë po, për të sjellë kapital nevojitet siguria politike dhe juridike në këtë vend. Ne si vend e kemi pasur këtë pasiguri vite me radhë, ndërsa tani me procesin e integrimeve në NATO dhe në BE, mendojmë se kjo do të jep efektet pozitive. Aspekt tjetër i rëndësishëm këtu është edhe fuqia punëtore, sistemi edukativ momental nuk jep rezultatet e duhura, prandaj duhet një strategji më gjithëpërfshirëse. Ne si OT vlerësojmë se ekonomia e Maqedonisë duhet të transformohet edhe atë në 5 shtylla kryesore. E para ka të bëjë me inovacionin dhe ngritjen e kapaciteteve të ndërmarrjeve. E dyta ka të bëjë me rjetëzimin e industrive për të dhënë produkte dhe të sigurojë një sinergji të përbashkët. Teknologjia e gjelbërt në prodhimtarinë e qëndrueshme dhe diversifikimi i tregut të eksportit dhe importit faktikisht. Këto janë aspekte nëse ne arrijmë të përfshijmë si shtet në ekonominë vendore, të kemi sukses. Така, свежиот капитал е секогаш предуслов за добра, успешна, приказна пред се и одделот на финансиите, но и нови пазари. Не може да освојуваме нови пазари без свеж капитал. И сега, генерално, нашето стопанство се фокусира и бара свеж капитал само кај банките. Многу мал дел од предпријатијата речиси да не знаат дека можат на друг начин да дојдат до пари за да може да го напредат своето работење. Знаат ли доволно домашните предпријатија за бизнес ангелите, за можноста на алтернативни начини на финансирање? Апсолутно сте во право дека многу малку фирми, компании се запознаени со разноликоста на финансиски производи што дури во Македонија постои во моментот. Првиот чекор секогаш да се отиде во најблиската банка и да се побара кредитот што се рекламира, што не секогаш одговара на конкретните потреби на фирмите. Токму затоа во моментот ние работиме со над 20 ги викаме финансиски фасилитатори, консултанти, кои што ќе имаат таа задача да им појаснат на фирмите што точно на нив им треба и најмногу им одговара. Инаку постојат многу небанкарски финансиски производи што се нудат на пазарот. Ги спомнавте бизнес ангелите.
кои што постојат неколку клубови на бизнис ангели во државата, кои што се спремни да да инвестираат во стартап компании што им се гледаат како интересни, како атрактивни. И тука е многу важен моментот дека освен финансите што се спремни да ги вложат во тие стартапи, тие многу повеќе се заинтересирани да помогнат со своето знаење, искуство, мрежа на контакти што имаат слично. Освен бизнес ангелите, сакам да напоменам уште неколку други видови на финансирање што ние помогнавме да се креираат. Тоа се инвестицијските фондови. Значи, во моментот во Македонија има неколку инвестицијски фондови кои што се спремни да инвестираат во фирмите. Она што е до некаде создава одбојност кај фирмите е затоа што не се спремни да дадат дел од сопственоста на фирмата во замена за финансиски средства. Тоа е прашањето дали сакаш да поседуваш 100% од нешто мало или сакаш да поседуваш 70 или 80% од нешто многу поголемо. Токму тоа е едукацијата што треба да се направи на фирмите, да им се објасни на кои принципи функционираат ваква вид на инвестицијски фондови. Покрај ова работиме доста со микрофинансиски институции, конкретно со Фулми можности, тоа се две штедилници што ги креиравме пред 20 на години. И би сакала да споменам еве некои податоци од нив. Тие во изминатите 20 години имаат пласирано над 300 милиони долари на 50.000 клиенти на Македонија. Тоа е една импресивна бројка, посебно од аспект на тоа дека тие се првите финансиски институции каде што би требало да стапне било која микро или мала фирма. Затоа што тие се без кредитна историја, без можност да вложат некаков имот за обезбедување на кредитите, а овие штедилници се така позиционирани да може да им ги дадат соодветните кредити што им требаат во моментот и да го следат нивниот раст. Воведуваме во моментот уште неколку финансиски производи, едниот е факторинг, односно откуп на побарувања. Тоа мислам дека ќе биде многу интересно затоа што знаете дека во Македонија времетраењето на исплата на една фактура се движи над 180 дена и тоа е Иако законски не треба да биде така. Иако законски не треба да биде така, има некои подобрувања, меѓутоа се уште во самите договори, например со големите супермаркети или со големите фирми од типот на телекомите и слично, поради нивната позиција, поголема позиција на пазарот, тие може да издействуваат да фактурите легално доспеваат на многу подолг рок, што е проблем пак за малите добавувачи. Тука постои таа услуга факторинг што возможува предвремено откуп на фактурите. Има уште други производи, меѓутоа да не навлегувам премногу во детали, меѓутоа токму таа е улогата на финансиските фасилитатори на секоја фирма за индивидуалната нивна потреба да им појаснат што е тоа што најмногу им одговара и да им овозможат да внесат свеж капитал во фирмата за да може да работат. Така и сени дел од банките постојано потенцираат дека компаниите немаат квалитетни проекти, се работи за неквалитетни проекти затоа што не знаат компаниите да ги направат проектите за да добијат свеж капитал или затоа што можеби немаат доволно што да заложат за да може да биде гарант дека банката, не дај Боже доколку дојде до несакани последици од невраќање на парите, нема да може да си го наплати долгот. И дали овие нови проекти и продукти кои ги спомена господјата Марковска може да донесат до раздвижување на домашната заспана економија? Ashtu pra. Nga analizat që i kemi bërë në SIOD dhe nga analizat e institucioneve ndërkombëtare shihet se qasja në finansë është problemi kyç për kompanitë e vogla dhe të mesme dhe nuk paraqet përjashtim edhe Maqedonia. Problemi kryesor mbas të Komitetit të Biznesit qëndron në procedurat e marrjes së krediteve, kryesisht te pjesa që ka të bëjë me sigurimin e kthimit të kredive. Dhe mendoj se në Maqedoni mungojnë këto linja që do të kreditojnë ide kreative dhe inovative të biznesit, dhe kjo padyshim se duhet të ndryshoj. Ne në platformën për zhvillim ekonomik kemi kërkuar nga qeveria që të formojë një fond garantues që këto kompani të munden të kenë atë komoditet të aplikojnë për kredi të tilla. Këtë që përmendi zonja Markovska, instrumentin e faktoringut shumë pak e përdorin në Maqedoni dhe duhet promovuar më tepër dhe projekti në fjalë besoj se do jep efekte pozitive, duke marrur parasysh sukseset që
ky instrument i shënon në Republikën e Kosovës. Përgjithësi, në këtë aspekt, mendoj se biznesi ka kapacitete, mirë po duhet të lirohen pak procedurat. Так. Сега околу законската рамка, сами споменавте дека дел од законите и не се почитуваат, значи легално се заобиколуваат. Честото менување на законите, колку смета на домашната економија? Може ли малите и средните предпријатија со тој капацитет каков што го имаат, со малку вработени, да ги следат честите измени на законите и дали треба да имаме една унифицирана рамка по која ќе се водиме за да не евентуално испраќаме и негативни сигнали до и домашните, но и до странските инвеститори? Do provoj në mënyrë shumë të shkurtër që të trajtoj këtë aspekt. Në platformën strategjike të OMVP-s kemi identifikuar shtetin e së drejtës si një problem real i biznesit për dy aspekte. E para se kompanitë nuk kanë kapacitet për të ndjekur ndryshimet aq të shpeshta të ligjeve, siç ishte rasti me qeverinë e kaluar, dhe e dyta është kapaciteti i tyre për të zbatuar legjislacionin dhe ndryshimet që ndodhin. Dhe si rjedhoj, kompanitë shpesher kanë qenë të dënuara nga ana e inspeksioneve të ndryshme. Këtë e kemi dëshmuar edhe në projektin që do e bëjmë bashkë, vlerësoj se këto zotri Dimovski do përfshihet në diskutim, dhe vlerësojmë se biznesi duhet të informohet në kohë, duhet të promovohet Eneri, që është platforma elektronike për legjislacionin, dhe të përfshihen nodat ekonomike në procesin e vendimarrjes, gjithsesi në përpilimin e legjislacionit. Me qeverinë e re, për hir të vërtetës, ne jemi të konsultuar për shumicën e ligjeve, mirë po jo gjithçka publiko-privat, ku gjitha odat ekonomike do të kenë një diskutim me qeverinë për të propozuar ndryshimet e ligjeve, të cilët do e lehtësojnë punën e të bërit biznes. Так, господине Димовски, вие сте вклучени во делот на измените на законите, следите регулативата, постојаното менување. Кои се вашите препораки? Еве, вие може да направите паралела минатото сега. Колку тоа влијае на бизнис работењето? Мислам, честото менување на закони, мислам, различно може да се толкува од аспект на големината на предпријатието. Сите анализи што досега во соработка со коморите ги правевме, покажаа дека реперкусиите кои што ги имаат малите, микро и средни предпријатија во однос на големите се далеку поразлични. Значи, например, вклученоста од анализите што се правени, повеќе од 70% од фирмите сметаат дека не се вклучени во процесот на носење на нови законски решенија, што во суштина е еден од поголемите проблеми. Тука е исто улогата на коморите, како еден вид на алатка која што би требала да ги пренесе ставовите на бизнес заедницата по однос на некои закони. Од аспект на некои прашања што ги имаме споделено со фирмите, најголем дел од нив смета дека не се доволно информирани по однос на законските потреби. Тука најмногу проблем имаат малите и микропредпријатија кои што немаат капацитети да вработат соодветен кадар, кој што би можел да им помогне во подобро разбирање на законската регулатива. Тука улогата на коморите практично е многу битна, заради тоа што тие би требале да видат еден вид на алатка која што би им помогнала на малите и микропредпријатија во носење во подобро усогласување на нивното работење. Ја би сакал уште нешто да спомнам во однос на нешто претходно што зборувавме. Мислам дека би требале да видиме и некои подобри пракси кои што беа во минатото и со кои што треба да се проложи. Мислам, од аспект на извозот нешто беше спомнато. USAID од 2013 година за прв пат почна да го поддржува националното представување на македонските земјоделски предпријатија на големи меѓународни сајми, како што е Fruit Logistica во Берлин, Ануга, World Food во Москва и така натаму. Тие сите сајми во многу допринесоа да практично се направи некаква диверсификација на пазарите, изнаоѓање на некои нови нетрадиционални пазари и помош на, да кажеме, компаниите кои што сега засега имаат некои ограничени капацитети сами да си ги бркаат, што се вика, пазарите,
помогна во многу во остварување на овие делови. И мислам дека со тие активности треба да се помогне. Овие активности се правени во партнерство со владата. Сега, например, еве денеска се одржува сајмот Фрут логистика во Берлин и тоа е еден одличен пример како у суштина партнерството помеѓу приватниот сектор и јавниот сектор може да даде добри резултати во подобрувањето на извозот за државата. Ние сме држава со над 80-90% на мали предпријатија кои што сами капацитет да одат надвор нема, а на жал предпријатијата што се концентрирани да работат само на домашниот пазар, долгорочно се осудени на некоја постепено намалување и исчезнување од пазарот. Така да мислам дека државата треба да продолжи со овие активности, по можност да ги зголеми, се со цел да им се помогне на предпријатијата во нивно дефинирање понатамошно на пазарите. Пред да продолжиме понатаму со дебатата, предлагам да видиме краток блок на реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Да, следите економски магазин. При крај сме на разговорот. Предприемнаштвото е една подолгорочно најавувана мерка, но никако да заживее во нашето стопанство. Зошто младите, па и еве и повозрастните, не се осмелуваат да направат своји предпријатија, да отворат своји компании, да станат предприемачи? Кој е проблемот? Зошто немаме предприемаштво кај нас? Ne si jemi të themeluar nga sipërmarrës dhe jemi krenar për këtë. Dhe vlerësojmë se problemi i mos përfshirjes së të rinjave në sipërmarrësi është më kompleks, mirë po disa nga aspektet kryesore janë për faktin se në vend mungon e perspektive qarta, që e thash në fillim, se ku do të lëvizë ekonomia e vendit, do të thotë mungesa e vizionit, vlerësoj se ndikon negativisht e të rinjet për të përfshirë në sipërmarrësi, politikat selektive dhe standardet e dyfishta në dhënien e subvencioneve të ndryshme apo dhe granteve të ndryshme, dhe mungesat e institucionet publike, do të thotë historia që janë përkrahur më shumë disa grupacione, disa më pak, dhe fundit, por më e rëndësishme është konkurenca që ja bën qeveria të rinjeve, do të thotë në qeveri ofrohet një punësim shumë më i lehtë me lidhje partijake siç ka qenë në të ardhmen, dhe tek të rinjët kjo ndikon në mbytjen e atij kreativiteti që kanë të rinjët. Ne vlerësojmë se sipërmarrësia duhet promovuar në çdo aspekt, duhet promovuar storjet e suksesit, për atë ne mendojmë në të sjellim qendrat për përkrajën e biznesit, siç është Create Hub, duhet të promovohen industritë kreative si një mundësi që të rinjët të marrin jo vetëm tregun e vendit, por edhe tregun e jashtëm. Така, кај вас во USAID има влијат роднинските или некакви други врски за добивање на проекти, или сега ова апропо на прашањето кое следува околу делот компаниите кои ги добиваат, да речам, тендерите, јавните набавки, кога се вршат? Јас би сакала само прво да се надоврзам малку на разговорот на Дрилон во врска со предприемништвото и апсолутно се слагам дека до некаде проблема зашто младите не се заинтересирани толку за предприемништво и недостатокот на позитивни примери за тоа дека може да се успее, дека тоа е чесен бизнис, дека во тоа може добро да се заработува за оние кои што се навистина креативни и спремни да ризикуваат и да го пласираат својот производ на пазарот. Ние во USAID доста го поддржуваме предприемништвото и она што имаме забележано е дека младите предприемачи најмногу се фокусираат на технолошкиот дел од нивниот производ. Значи, ќе замислат нешто што е навистина иновативно и слично, меѓутоа не знаат како тоа понатаму да го спакуваат и да му го продадат на пазарот, на клиентите на пазарот. Не знаат како да го доближат, како да го промовираат. Исто така финансискиот дел им е тешко да го конципираат, да видат како изгледа финансиската конструкција и слично.
Така да ние поддржувавме неколку акселерацијски програми каде што предприемачите со бизнис идеја има можност да соработуваат со најразлични консултанти од овие области да им помогнат и останатиот бизнис делот да го осмислат добро пред да излезат на пазар. И тука можем да го споменам Сит Хабот кој што неодамна функционира во состав на Машинскиот факултет, така да студентите од тој факултет и од околните факултети имаат можност да стекнат дополнителни бизнес вештини таму. Инаку во делот на јавните набавки, она што нас многу не сметаме дека е доста важно да се направи еден транспарентен и фер систем на јавни набавки, затоа што тие сепак се многу значени за домашната економија. Представуваат доста голем дел од вкупната побарувачка на пазарот, така да треба да им се овозможи на сите фирми транспарентно и еднакво да може да пристапат до тоа. Во изминатите години доста работевме и на законот и на електронскиот систем за јавни набавки. Тој многу често се менуваше и така да многу работи во текот на тие измени се покажаа непрактични и неприменливи во пракса. Затоа сега повторно ни е многу мило што Министерството за финансии повторно го разгледува законот и сака да донесе нов закон за јавни набавки. Тука би му дала збор на Љупче да каже малку за нашата соработка. Кои се недостатоците, каде треба да се подобри законот за да може да биде функционален? Значи, да зборуваме за недостатоците малце прерано заради тоа што синоќа го објавија новиот закон за јавни набавки. Значи, суштината е да се практично направи закон кој што ќе оневозможи, како што вие рековте, нели ние сме мала земја, да сите се знаеме, да влијат или било кој врски. Али во исто време да биде закон кој што нема да биде пререстриктивен, но со други зборови ќе овозможи да економијата си тече, да течат реките што се вика. И практично тоа е еден многу комплексен процес кој што практично од една страна ја зема државната администрација која што си има своји функции, али од друга страна и бизнес заедницата. Заради тоа што бизнес заедницата е од особено за бизнес заедницата од особено значење провизиите и начинот на спроведување на овој закон. Од тие причини, значи во соработка со Министерството за финансии, значи се договоривме да 4 комори во рамките на овој проект организираме 3 теренски работилници, односно информативни сесии, каде што практично ќе биде презентиран новиот закон, кој што синоќа беше официјално објавен ЕНЕР. Тие се на 14 февруари во Скопје, во рамките на Стопанска комора, каде што во соработка со сите други комори, на 22 февруар во Струга и на 2 март во Штип. Така да би сакал да ги поканам сите заинтересирани деловни субјекти да земат учество, активно учество и да дадат не само забелешки, но и предлози како да го подобриме овој закон, се со цел да на сите засегнати страни и даде некои задоволителни резултати. Така, јас ви благодарам за гостувањето. Се надевам во некој од наредните емисии ќе зборуваме за многу поведри теми, можеби поголеми успеси во домашната економија. Вам ви благодарам уште еднаш, а вам, почитувани гледачи, ви посакувам добра ноќ.